Како дојде Лука во ваши раце? Па беше отфрлен од неговата биолошка мајка. Колегите го извадеа значи од кафезата и ја го земав да го изчувам. Пошто работевме до 20 часот за нокеска, значи за приспивање го земав дома, за тоа ми припадна мене, значи. На 2 сата му се будев, значи, и Лука, пошто и он се будеше за млекце. И си игравме. Значи, во 4 часот наутро, ке се будеше и повеќе неќе да спие, па си игравме цело време, дури да дојдеме, значи да се вратиме во зоолошка. Што е она што го прави Лука посебен? Па, тоа е што повеќе напредува од децата и не знам, мене ми е многу и посладок дури од децата. Може би грешам, меѓутоа, не знам, стварно. А каде е сместен сега? Во сопчето, во нашите сопче, значи го користи сопчето на zonегователи, се и негово сопче. Зошто? Па не ме, пошто бил по домашни услови чувано и не ме во кафесче да го пуштиме, дури да порасне. И си уште е рано, пошто е бебенце. А зошто не е со неговото семејство? Има ли Лука семејство? Да, има. Па пошто нели кажав и претходно дека беше отврнен од биолошката мајка и сега ние сме му семејство. Нешто специфично што ви остава најголем впечаток, што најмногу ги импресионира посетителите од зоолошката? Што е лукав малце. Да. Дали го храните со нешто специјално? Да, со млекце за доинчиња. Се почне и со кашички. Па се надаме на брзо време дека ќе почне да јаде. Има ли интерес од посетителите за него? Го бараат ли? Да, постојано е баран. Значи и од дечиња и од возраст сите сакаат да го запознат.